Вечерва со почеток во 19 часот во Домот на културата Билјана Беличанец во Скопската населба Киселавода ќе се одржи официјалната промоција на новото издание, книгата Методика на македонските народни ора на авторот магистар Благица Илич. Ни следниве минути дознаваме која е суштината на методиката на македонските ора и колку оваа книга ќе придонесе за формалното, но и неформалното образование на сите оние што сакаат да ги изучуваат македонските народни ора. Пред се честитки за ова издание кое што несомнено е значајно за сите наши генерации и за нашата богата фолклорна традиција, професорке. Добро утро од мене до вас и до гледачите на утринската емисија. Станува збор за едукативен, стручен материјал од областа на орската традиција, орската и музичката традиција, методика на народните ора, дефицитарна литература, стручна. Во потесна смисла на зборот, методиката представува една педагошка научна дисциплина која што се труди да реши и теоретски и практични прашања од областа на етнокорологијата, етномузикологијата, и всушност представува начин за правилно пренесување на запишување и анализирање на кинетичките елементи или градивите единици од кои што е структурирано едно традиционално оро. Бенефитот и правилната употреба на методиката во македонските народни ора може да реши од една страна и физичко-здравствени задачи, од друга страна и воспитно-образовни. Во смисла на решавањето на физичко-здравствените задачи се мисли првенственото градење на правилен антрополошки став кај деца, младинци и повозрасни, избегнување на деформитети на телото, а во смисла на воспитно-образовните задачи или тој контекст се случува конекција со или првото стекнување и градење на чувството на ритам, чувството на ориентација во простор, време, темпо или динамика. Главната, можеби, поволност или бенефит од методиката во македонските народни ора е секако и градењето на колективните социјални содејства кои што се појавуваат помеѓу учесниците во едно заедничко дело во изведбата на едно македонско народно оро. Кој е тимот кој што ви помогна да го реализирате ова издание? Да, тоа е интересно прашање. Овој труд е акумулиран од моето 30 годишно активно и неформално танцово искуство и професионално, тргнувајќи од почетоците уште во културно-уметничките друштва, каде што сценски научив да одам, тоа се културно-уметничките друштва Керамичар од Велес и Вила Зора, исто од Велес, подоцна професионалната активност во професионалниот национален ансамбл танец од Македонија, каде што за прв пат се појави интересот да проникнам во таа магија на ритмовите, на метроритмиката, каде се почетоците на орото, каде е крајот, дали тие се повторуваат, кои елементи го сочинуваат истото и така натаму. И подоцна со вработувањето во мојот втор дом, Илија Николовски Луј, Музичкото државно училиште, со конституирањето на наставниот предмет Методика на народни ора од страна на професор доктор Владимир Јаневски продолжи надградбата во сето ова. Значи, заслужни во изработката, можам да кажам и како целосен коавтор или соработник, што ми е навистина многу драго, е една млада, но надежна и вредна наша поранешна ученичка, сега сериозен графички дизајнер, тоа е Анастасија Илиевска, која што заврши како првенец во училиште и која комплетното решение, како што го гледате, естетско, од самата корица, од првата до последната буква и со едни иновативни новини кои што она ќе ви ги сподели, се комплетно неизини. Благодарност секако до Министерството за култура и туризам на Република Македонија, кој што ја увидува вредноста и потребата од ваков тип на стручна литература. Домот
Билјана Беличанец, како и општина Кисела Вода, каде што нештото ќе стане видливо, барем до јавната публика, наши поддржувачи и следачи. Има и еден арсенал на пријатели, соработници и колеги кои што ме поддржуваат во сето ова. Колегите од и директорот на ДМВ Уцилија Николовски Луис, секако каде што имав можност токму во овие простории да се дефинирам до некаде во изработката на овој труд. И колку повеќе го создавав, толку сваќав колку малку знам и колку треба понатаму да се истражува за да се дефинира нештото во посоодветен правец. За крај може би е најголемата благодарност до учениците, сегашни и некогашни, низ кои ние како наставници се надградуваме и ги согледуваме состојбите и предизвиците со кои што се соочуваме. Што значеше за една млада личност како вас да се биде коавтор на ваков труд и што беше предизвикот најголем? Пред се добро утро на сите, добро утро на вашите гледачи на утринската емисија на Алфа телевизија. Овој труд е од големо значење за мене, бидејќи пред се ми е огромна чест што имав прилика да ја запознам професорката Благица Илик и да соработувам. Тоа се случи со самото мое запишување во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје, каде што се образував на насоката за традиционална музика и игра. И многу ми е мило што и по завршувањето на самото мое средно образование, еве денеска се уште сме во контакт и комуницираме за вакви соработки. Она што е навистина важно во овој труд да се напомене е дека за прв пат вметнавме QR кодови, кои што значат quick response или на македонски јазик брз одговор, што се всушност за неколку секунди да можеме да доловиме како изгледа таа одредена игроорна форма, бидејќи покрај графичките решенија кои што се внатре, графички цртежи и кинетограми, ова е една комплетна слика која што се добива како да се изигра тој одреден образец. Вметнавме околу 50, мислам дека се точно 52 QR кодови, кои што се надевам дека ќе им бидат соодветна и олеснителна алатка на сите студенти, ученици од формалното хореолошко образование, како и на сите оние ентузијасти кои што се активни членови во културно-уметничките друштва во нашата држава, па и пошироко. Беше ли тежок целиот процес на работа и подготовка на книгата? Секако дека беше тежок и напорен процесот, меѓутоа се надевам дека го доловивме она што сакавме да го доловиме и ги поканувам вашите гледачи да дојдат вечер во Домот на култура Билјана Беличанец во Кисела Вода од 7 часот, 19 часот, да не проследат да ни го оценат нашиот труд. Благодарам уште еднаш честитки за она што сте успеале да го срочите во овие страници во ова значајно издание, Методика на македонските народни ора. Ви благодарам и на вас.